Сега треба сите тука да застанеме, да глумиме себе ред, функционира комисијата, тераме по предложение од дневен ред и да завршиме работа. Ја стварно не знам колку можеме да осигнеме нивото на оваа институција сите заедно. Еве да не биде вие, да биде на нас, сите заедно. Владата ти вика, знаеме дека овие закони нема согласување со некој европско аки, но ги ставаме да ја комплетираме трансевропската мрежа на коридори. И пазите се, она што треба да го кажеме, дека одлуката е да се заобиколи блокадата, за да тераме закони. Знаете што значи ова? У превод. Ние имаме 61 пратеник сега, вие кога ќе планирате да блокирате, а и блокирањето е политика, не е тоа така, ќе ве заобиколиме, европско знаменце ќе ставиме и на идниот председател на Комисија за европски прашања, кој што треба да има живци само, да седи вака како нашиот председател и да слуша, процедурални од координатори, заменици координатори и ништо да не ни одговара. Оти нели таму борба водам во другата, во пленарната сала со господин Джафери и ко не треба ми влегува у збор, тука и кога треба председателот на комисијата да каже нешто, не кажува ништо. Не кажува ништо. Таму борба водам на другата страна. Значи борба водам да го сопрам председателот на собранието, да не ми влегува у збор. Тука господинот председател на Европска комисија, европски молчи на сите поставени прашања. Прашања се ова. Прашање е дали со ова председател имаме обструирана дебата. Дали со ова исто така не направивте да имаме ограничена амандманска расправа. Европското знаменце. Знаете. И ми е многу мило тука на овие пратеници кои што се европски настроени, што устите им се полни со Европскиот фронт, сега седат, молчат и слушаат и гледаат кршење на европска процедура. И кога ќе дојдете да ми спомнете некој за Европски фронт, ве замолувам мене да ме промашите. Мене да ме промашите. Јас сум проевропски, ама не припаѓам на Европскиот криминален фронт, за кој што ќе гласате вие сега. Да, проевропски сум јас. Тоа го знаат сите. Ама не сум од Европскиот криминален фронт, за кој што денеска молчите, мудро молчите, голтате, ја не знам кое е нивото кое што можете да го издржите, вака некој да ви се обраќа и да никој да не се јави. За ова Европски криминален фронт, на кој што вие треба да даете подршка. Ништо, само ќе ги изгласате законите. Толку од вас. Тие 22 пратеници што подпишавте нешто, подпишавте. Не ви кажаа што е. Ќе видите некојаш у договорот. Следната година ќе гледате, затоа што тој договор следната година ќе биде јавен. Ќе го имаме ние како влада, ќе го имаат институциите на прогонот, органите, ќе гледаме детали од него, ќе се изненадите. Ќе си речете тогаш што гласавме бе ние. Ние така гласавме. Пола од ставки да е, пола автопат ви го нема у договор. Знаете ли дека пола автопат ви го нема у договор? Пола автопат ставките ви ги нема у договорот. И после ќе излегуваат. Анекс, пак тука, пак ќе бегаме од дискусија, ама сега ќе гласаме. Проевропските пратеници од Комисијата за европски прашања мудро молчат, подржуваат кршење на деловникот, гласаат спротивно на ставовите и јавната изјава на европската делегација во државата. Вице-премиерот за европски прашања излегува на јавно и вели, знаеме дека овие закони не се за гласување, ама таму едни планираат да блокираат и ние сега ќе им ставиме европско знаменце, завршуваме работа. Знаете колку едноставна реченица, што значи ова реченица за деструкција на политичкиот систем во државата? Благодарам. Јас не можам да ви речам благодарам на вас, затоа што навистина имам уште многу работи да кажам, ама очигледно е дека џабе зборуваме ние тука. На крај на денот сите овие работи имаат можност да ги гледаат граѓаните и тие се тие кои што ќе судат, ќе расудуваат и ќе даваат подршка.
Затоа ќе шетате сами со црвените лечиња, со раководителите на тие средби и ќе немате со кого да разговарате, затоа што не слушате што зборува народот. Благодарам и јас на вас, почитуван председател на Комисијата за европски прашања, кој што ги скрши сите позитивни постулати и на Комисијата, и на Деловникот, и на Уставот во државата. Па едноставно да речем ја навредивте и Европска комисија. Затоа што на една слична ваква дебата успеавте, значи, етичкиот кодекс да го погребате, вие успеавте да го погребате, етички кодекс донесен, незаживеен, го погребавте, исто вака, сличен состав на луѓе, очигледно истото го правите и сакате да го погребате и Деловникот на Собранието. Затоа ние во наредниот период и ќе подразмислиме за нашето учество во процесот Жан Моне. Затоа што ви треба Деловник? Гледаме, една комисија може да функционира. 22 комисии, председатели на комисии, па служби со нив, една европски, крај, се што дое таму. Ангажираш место овие 20 службеници, се извинувам што ве спомнам, уште 20-тројца помош, лупаме таму, си знае секој, 2 дена имаш право. Зборел, не зборел, амандмани, поднесено, толку трае. Живци треба. Да седеш таму и да слушаш. Тоа е, за жал.